можеме ли да очекуваме наскоро да се договори парламентарно мнозинство и да се формира влада? Преговарате ли со кои останатите политички партии? Во текот на овие неколку дена замоливме за трпение, имајте ја во предвид сензитивноста. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е целосно посветен на изнаоѓање на брзо и ефикасно решение за формирање на новата влада на Република Македонија. Граѓаните на изборите избраа влада која што ќе ги воведе и донесе потребните промени и бараните промени. Таква влада ќе биде избрана. Како коментирате ставот на Бујар Османи дека без договор за влада нема потписи? Сите политички субјекти кои што се инволвирани во процесот постизборен треба да се свесни за состојбата во која што се наоѓа Република Македонија, за сложеноста на таа состојба и да сносат одговорност за своите одлуки. Имаме информации дека во ДУИ нема волја за соработка со СДСМ. Како го коментирате? Токму тоа го реков. Сите субјекти треба да се свесни за висината на задачата и за предизвиците пред кои што пред Република Македонија и да носат соодветни одлуки на таа состојба. Дали сте добиле некој услов од ДУИ пред да ги добиете нивните потписи да ја прифатите платформата? Кажав да имаме минимум едно трпение, работиме низ наоѓање решение за брзо формирање на влада. Кога се очекува средба за Кахмети? Ви велам, значи имајте трпение во моментот кога било која информација ќе биде зрела за споделување, ќе ја споделиме. Не би сакале да шпекулираме со информации затоа што дополнително ќе настане конфузија во јавноста. А дали преговарате? Кажа, бидете трпеливи, работиме на изнаоѓање на решение. Прифатлива ли е за вас платформата? Кажавме, во моментот кога ќе ни биде даден мандатот, ќе ги соопштиме сите наши ставови по тоа прашање, имавте прашање одговорено директно од председателот Гаев. ВМРО пак реагираше за СЈО и рече дека работи под диктат на СДСМ. Како го коментирате? Ваквото ВМРО ДПМН што побрзо замине во историјата, тоа е подобро и за нив како политичка партија и за Република Македонија. Гледате дека секој кој што не е по минимум волја на разлигавениот Никола Груевски е предмет и таргет на нивни напади. ВМРО ДПМН и Никола Груевски во изминатава недела дена ја скараа или се обидоа да ја скарат Република Македонија со двата најголеми стратешки партнери кои што ги имаме, тоа се Соединетите Американски држави и Европската унија, затоа што разлигавениот Никола Груевски не му беа погодени изјавите кои што ги доби. Секој кој што не оди на линија на тоа што го посакува Никола Груевски, очигледно смета дека е на страната на Социјалдемократскиот сојуз. Република Македонија го изгласа специјалното јавно обвинителство токму заради целосната недоверба која што кај граѓаните пред се, меѓутоа и кај политичките структури владее кон постојното државно јавно обвинителство и кон судството. Значи не е тоа дека ние нешто го измисливме или некој го измисли. Токму ВМРО ДПМН се согласи со основање на таквото специјално јавно обвинителство. Напоменувам, специјалното јавно обвинителство има за задача да ги истражи евентуалните криминални дејствија кои што ги имаат направено носителите на функционери, кои што се објавени во прислушкуваните разговори кои што СДСМ ги достави до СЈО. Дали на Никола Груевски му одговара или не му одговара таквата позиција, тоа е проблем на Никола Груевски. Тоа не може да биде проблем на Република Македонија и не би требало да биде проблем на ВМРО ДПМН. Сметаме и се надеваме дека внатре во ДПМН постојат се уште здрави политички сили кои што ќе го променат ова криминално раководство и за доброто на нивната партија и за доброто на Република Македонија. Македонија ќе опстане. ВМРО ДПМН ако продолжи со вакви политики ќе исчезне од политичката сцена.